Преку езерото е единствениот фестивал кој ги помага младите актери, студенти и дебитанти во стартот на кариерата. Втора година поред се одржа работилница Нови бранови, во која младите учесници креираа свои приказни, а со помош на менторите Александар Русијаков и Дејан Милошевски ги напишаа своите сценарија кои ќе прираснат во дебитантски и студентски филм за една година. Станува збор за една група студенти на факултет за драмски уметности и поранешен студент на Универзитетот Европа Прима. Мене ми е многу драго затоа што уште еднаш покажуваме дека во принцип, освен што сме многу фокусирани сегашноста, ние овде се грижиме за иднината, затоа што иднината се студентите. Нашата идеја е таму да се развиваме понатаму во следните изданија и да овозможиме многу повеќе простор за студентите и младите. За младите учесници на фестивалот беа одржани 2 мастер-класови со актерот и лауреат оваа година наградата Мето Јовановски на Преку езерото Лазар Ристовски. Вториот мастер-клас го одржа Милат Танкшир, иранец кој живее и работи во Италија, режисер кој успеал да се пробие во европската кинематографија. Мастер-класот на Лазар помина прекрасно, студентите се интересираа за неговите искуства во смисла на креирање на неговите улоги, меѓутоа и за него за продукција, бидејќи работи како продуцент, така да беа многу заинтересирани за неговите искуства, споредба всушност за искуствата во една холивудска продукција и во домашната продукција, значи во српската. Александар Русијаков веќе втора година поред работи со студентите и вели дека ова е можност која што речиси никој во Македонија не им ја нуди на младите. Реално ова е нешто што мислам дека треба секој да прави, затоа што младите имаат потреба од помош, како што ние на времето имавме потреба од помош, никој не ни помагаше. А ова е голем стимул за нив да се соочат со сите проблеми кои надоаѓаат, а филмот е според мене најтешката професија на светот. Ланските добитници на финансиската помош која доделува Преку езерот ги прикажаа двата краткометражни филма кои ги изработија за 365 денови. Езерото по сценарио и режија на Софија Христовска и Бојата на тамнината по сценарио и режија на Кристијан Костадиновски. Генерално сум многу задоволна од соработката која што имав со сите кои што работеа со мене, почнувајќи од директорот на фотографија, па актерите и сите кои што беа вклучени во процесот. Ова беше еден процес кој што ме научи многу и кој што се изненадев искрено колку луѓе ми излегува во пресред за да ми помогнат, особено луѓе кои што веќе се естаблирани во индустријава и се нафатија да ми помогнат. Така да ние се трудевме најмногу што можеме да направиме. Добитници на грантот оваа година кој го доделува Преку езерото се Исток Чаповски и Розе Симоновска, чии филмови за една година ќе бидат изработени и прикажани на 5-то издание на летниот фестивал. Преку езерото одвои посебна вечер со програма за деца и млади, на која беа прикажани 2 филма на учениците од училиштето Јосиф Јосифовски од Гевгелија и филмот Јон Вардар против Вселената од Гоце Цветановски.